Пред се сакам да ви се заблагодарам вас како компанија која што Пакомак, која што направивте иницијатива во интерес на граѓаните на Македонија во сите општини да се подигни свеста за еколошкиот дел на живењето на секоја општина. Мислам дека оваа иницијатива што ја направивте вие е добра и како поттик, а за мене лично како императив за екосредина и екоопштина да направиме час поскоро и што подобро. Прилеп е прва општина која што 80% од сметот го селектира. Значи примарна селекција на сметот го правиме и во постапка една нова машина за селективен пластичен материјал, пластичен шишине каде што се преса за складирање на тој дел. Исто така да напомнам дека во 17 нови населени места се постави уште повеќе од 3000 тие канти еколошки за селекција на сметот и на некој начин сакаме да ги насочиме, да ги упатиме граѓаните за селекцијата. Знаеме дека свеста е на стварно на ниско ниво во нашата држава за селекција на отпадот. Ние сите знаеме дека нашите граѓани во Германија се поголеми германци од германците, а кај нас се уште не знаеме или не сакаме да го селектираме нашиот отпад. И мислам дека тука треба системски и систематски да се направи тоа. Затоа упатувам апел до граѓаните ви на Прилеп, не сте граѓани во Северна Република Македонија, да се подигни свеста на нашите граѓани за еколошка чиста средина, да најдеме начин, а мора да биде, како што кажем, императив, да тоа го направиме час поскоро, час подобро. Добро е што бар кај нас, се надам дека секаде во сите основни и средни училишта, посебно во основните училишта, се води сметка за подигање на свеста на учениците уште од малите нозе, што се вика, да се води сметка за еколошкиот дел што треба да го прават граѓаните. Нели се зборува и дека нема таква институција или институции во градот да исчисти толку што можат несовесните граѓани да растурат смет или ѓубре и така натаму. Во контекст на ова, да не должам многу, сакам да кажам дека утре, како ден 21 март, денот почеток на пролетта, правиме еко Прилеп, каде што имаме чистење на некои депонии каде што не се дозавршени, евентуално ние во претходниот период ги чистевме сите тие депонии. Правиме акција каде што ќе бидат вклучени општината, јавните предпријатија, сите основни и средни училишта, така да ќе бидат чистени могилата на непобедените, патот до Вештачкото езеро, патот до селото Селце и манастирот Свети Димитрија и ќе бидат десетици нови садници насадени во градот. Со тоа уште еднаш покажуваме дека сакаме да имаме чиста животна средина и понатаму на крајот уште еднаш сакам да ви се заблагодарам на вас како компанија Пакомак што ни ја укажавте довербата да бидеме ова, тоест минатата година како еко општина ќе оправдаме во иднина и се надевам дека ќе не следат и другите општини во Северна Република Македонија.